Ќе пробам на еден едноставен начин да споделам како функционираме во Алкалоид, врзано со следливост, пратење, придобивки и стандарди во фарма индустријата. Ово би била денешната агенда. Слободно преклинувајте ме, се разбира, ќе видам достапени на паузата, ќе видам достапени на мейл или телефон, ќе ги видите моите пункт генерали на крај презентацијата. Ова би било кратката агенда во 5 вака поглавја. Нема да биде премногу, како да кажам, сложено, имајќи предвид структурата, ќе пробам да ја доближам како ние на кој начин функционираме. Накратко пар показатели за Алкалоид. Добро ни е познато кој е Алкалоид. Продаваме во 3 континенти, имаме своји компании, брендж офиси, производство и во и надвор од Македонија. 80 години, преку 80 и од 1936 до денешен датум функционираме, преку 2000 вработени, преку 5000 акционери. Проекти во фарма индустријата, знаете дека тоа се вообичаени, генерално во сите индустрии, особено во фарма индустријата, не може да кажеме ние дека окей, функционираме нормално. Или одиме горе, или одиме долу. Што значи не принудува, не притиска самата индустрија, самиот пазар, самиот бизнес да инвестираме, да одиме се понапред и понапред. Само два проекти ќе споменам кои што ми се во тек. Едното е надградба на производство во фармација, тоа е значи тврди форми и течни форми кај што произведуваме. Имаме преку 7000 метри нов производен простор, некаде од 2 на 3 милиарди таблети годишно зголемува производство. Вториот проект, кој што е во тек, тоа е нов деловен објект, осетно поголем од постојниот објект, кој што се наоѓа во локалитет Автокоманда во Скопје. Гледаме со пар параметри површина која што се добива, број на нови работни места кои што ги планираме. Ова е производството, производствениот објект кој што го надградуваме, значи на постојни 2 ката, подигнуваме уште на нови 2 ката. Додека ова е новата деловна зграда, која што е по проект и чија што изведба веќе тече од оваа година, а ова е локалитет Автокоманда. Може да приметиме дека првата е првата актуелна деловна зграда, втората е новата која што ја планираме, а позади нив тоа представува новиот објект надграден за производство на лекови. Во цифри мислам дека едниот го објавивме, кошта преку 11 милиони евра, додека вториот објект кошта многу повеќе. Така што, како што споменав, мора да се инвестира, мора да се оди напред. Без тоа немаме напредување. Ланицот на G7 стандарди. Основниот ERP систем опфаќа 7 подмодули, може да ги видите, значи тоа се Finance, Controlling, Material Management, Warehouse Management, Sales and Distribution, Training Production, Quality Management и најважниот Human Resources. Во сите овие, помалку или повеќе, имаме вградено пратење следливост. Зошто? Прво штедиме пари. Второ, имаме еднозначно пратење. Трето, регулаторно. Четврто, стандарди. Значи, по сите тие основи сме процениле како прва членка на G7 Македонија пред 25 години дека многу побрзо, поефикасно, поевтино, подобро, поквалитетно не. И затоа и ги користиме G7 стандардите. Да започнеме од почеток, кога еден производ воопшто го немаме. Значи, вршиме анализа, проценка на кои пазари, кои држави, кои региони, кои групи на производи, кои производи вредат да почнат да ги развиваме, значи да ги земеме предвид. Делот е нормално ќе отпаднат. Покрај развојот, откако ќе завршиме дел од развојот, кога ќе процениме дека на памет зборувам, дел од тие препарати може да бидат интересни, во фарма индустријата неопходно е тие препарати да бидат регистрирани. За да ги продаваме во земја АБЦ, ние мора прво да ги регистрираме во Македонија, а тик потоа да бараме регистрација во таа земја. Самата постапка на регистрација е 3 до 5000 страни, 100 до 300 документи, 5 до 10 служби инволвирани и сама постапка која што може да трае од година до 5 години. Затоа и колку е сложена фарма индустријата. Не е можно да кажеме ние произведеме денес производ, за месец да го пласираме во 5 земји. Нема шанс. Значи мора да се регистрира целата оваа документација и таа жига материја да се прати да се одржува. Во тек на целиот процес, од иницијалното развивање на производ, ние го шифрираме, добива еднозначна GS1 идентификација и го пратим во целиот негов животен циклус.
целиот лайфсайкл. Откако ќе влезе некаква суровина или амбалажа, ајде да кажеме суровина, во магазин за суровини, веќе имаме повеќе магазини, 15 магазини имаме само тука, нормално може да разбереме што значи како сложеност, да се грижиме за сите артикли, без разлика дали е суровина, амбалажа, полупроизвод, трговска роба и така натаму, во сите овие магазини и да знаеме точно за која шифра, кој препарат, која количина, кој датум, која серија, кој serialization number ни се наоѓа на која локација. Повторно, значи имаме комплетна еднозначна идентификација и пратење на суровинот и во централна вагална и суровината и таа што оди во производство и таа што се враќа во магазин за готова роба. Еве како изгледа само вака проформа, само дека може би не се гледа од подалеку. Едната е одвагана количина во централна вагална, значи кога се одвага, се генерира специјална налепница, се залепува, зависно од типот на материјалот, а додека пак вратената количина од централна вагална добива друга последна налепница која се залепува на бурето или на контейнерот кој што се враќа во магазин за суровини. Слободно ако има прашање, сум на располагање, не е проблем. Следна фаза, производство. За да испланираме производство, мора да има некакво планирање. Користим алатка MRP, Material Requirement Planning, која што ни овозможува лесно да планираме. Ако порано во службата за планирање имавме мислам дека 30-40 лица, кога работевме без компјутерски систем и без ваков модул, сега сепак тој број е мощно редуциран. Кога се работи за илјадници производи, за кои што треба да се испланира производство, за кои што најпрво треба да се види дали имаме на лагер како готов производ, потоа од сите суровини кои што влегуваат во тој производ, дали имаме доволно залиха, дали треба да се порача од нашите добувачи партнери, колку е рок на испорака, колку е сигнална залиха, така да страшно невозможно е ако немаме добар систем, добра следливост. Ако немаме следливост, ако немаме добро означување, нема шанси. Нема шанси сето тоа да функционира. Значи, се испланира производството, се повлекуваат потребните количини. Делот и количини директно, пример амбалажа, кај што не треба одлагување, се повлекува директно од магазин за амбалажа во производство, оние што треба да се извагаат, се одлагуваат, започнува производството, се пакува. Самото пакување, уште на самата линија, секој производ, секој индивидуално пакување добива еднозначно GS1 код. Ако се работи за лекови, како што веќе знаете, согласно регулативата за стерилизација за Европска унија, која што е веќе на сила, мора да добие така наречен serialization код. Тоа значи секој индивидуално пакување на лек добива еднозначен код, serialization код, по кој што било каде во свет, било каде да се најде, кога се кликне тој есен заедно со шифрата на материјалот, односно комплетниот GS1 код, се знае дека е произведен во Република Северна Македонија, го произвела Калвит, ова шифра на материјал, овој назив, оваа серија, овој сериализацијски број. Значи, еднозначно до единечно пакување. Кога се работи за Русија, уште по-специфично е. Руската регулатива која што треба да стапи на сила во 1 јануари 2020 година, на овој сериализацијски код за генерирање, неопходно е да се прими од рускиот регулатор, така наречен криптокод, заради заштита, и дополнително агрегација. Поимот агрегација, дел од вас веројатно добро го знаете, тоа значи еднозначно означување на ниво на кутија, збитна кутија. Тоа значи ние сега збитната кутија означуваме со некаков SRC код. Некако, особено колегите кои што бевме вклучени во изvedбата на целиот овој проект од различни служби, се разбира, од една страна е интересно, предизвикувачки, од друга страна е комплексно и требаше доста време да го имплементираме. Следна фаза, контрола и одржување. Ако немаме добра контрола, како сме сигурни дека имаме квалитетен производ? Ние сите ќе речем, да, произведено супер квалитетно. Ако немаме контрола, и тоа во целиот процес, контролата започнува уште пред порачката. Значи, ние имаме некакви мостри од потенцијалниот добавувач. Ако се окей, прифаќаме, подпишуваме договор, доаѓа робата во магазин. За секој лот кој што доаѓа во магазин, контрола зема од бироци, робата стои во карантин, нема шанси да се требува од таа роба. Откако контрола ќе ослободи,
ќе речи во рете, тек тогаш таа суровина може да се користи понатаму, дали е за вагање или директно во производство. За цел ова да се постигне мора да има соодветни луѓето сепак се најважни. Експерти, дали е тоа quality assurance, дали е тоа quality control или други служби кои што ги земаат, проверуваат така натаму. Не знам дали сте чуле за алатка proofreading. Има ли чуено, може ли да видиме кој чул за proofreading? До пред многу години назад, проверката на амбалажа ја вршевме визуелно. Тоа значи 10 или 20 колеги или колешки, кога ќе стигнеш амбалажа на некој од печатниците, ја земаат, гледаат така наречениот мастер, како спеја плачале, како треба да изгледа, во рете, не е во ред, едно по едно. Купивме компјутерско софтверско решение и опрема, кое што нормално не е скапо, само една лиценца во Рекорд кошта преку 30.000 евра, само лиценца, башта опрема. Кое што дозволува следно. Земаме амбалажа која што е на 2D, значи хартија, не спакувана, сме земале 100 бивоци, ги ставаме на скенер, автоматски ги скенира системот, проверува со мастерот, автоматски вади комплетен извештај, колку се дефектни, маркирани со црвено, жолто, зелено, што е добро, што е лошо, да не кажам за 10 секунди или 1 минута, нешто што може еден човек ќе му требало 2 дена да го направи. Сума сумарум, роито, повратот на инвестицијата и текако кратко, и текако ефикасно, со точноста, ефикасноста, сигурноста да не разговарам. Значи, тоа е само една од работите. Квалитет на материјал, веќе споменавме. Кај нас имаме неколку служби, контрол на квалитет, развој истражување, обезбедување на квалитет. Разговараме за сите, суровина, амбалажа, полупроизвод, трговска роба, значи за сите типови, десетина типови на материјали. Дали се, ќе ги видиме после тоа како ќе изгледа. Рековме, означувањето мора да е континуирано, еднозначно. Каде го вршиме? Во матичен слог на материјал. Тоа значи за секој материјал. На памет зборувам, се работи за микрофон, треба да е означен во неговите матични податоци, кај што имаме насив, единица мерка, димензија, не знам, рок на трајање и така натаму, ние сместуваме и одреден код, одредена шифра, со која што еднозначно го означуваме во целиот животен циклус. Еве ги тие типови на материјали. Значи имаме како ние ги водиме готов, полупроизвод, суровина, трговска роба, импалт, спиртни парфуми и така натаму. За да ги ажурираме тие производи, мора сите служби своите податоци да ги внесат. Пример, набава. Дали нас не треба толку рок на испорака за одредена амбалажа? Дали ни исто дека добавачот може за 3 дена да ни испорача или може 3 месеци? Значи, ние ако не му поврачаме, тој тек за 3 месеци ќе ни испорача неговата роба. Ние мораме системно да го внесеме тоа. Тоа значи за таа амбалажа рок на испорака 3 месеци. Ние кога ќе порачуваме, мора да планираме дека тоа кога ќе го произведувам, рок на испорака ми е 3 месеци. Не можам денеска за една недела да го планирам. Значи, за секој материјал одделно. Сега, за да биде приказната уште поинтересна, ние во самиот систем имаме 6 компании, хедквотерот, главното овде во Македонија и уште 5 други компании во кои што имаме еден систем, ERP систем кој што функционира. При тоа податоците сите се доаѓаат на една централна локација овде во Скопје. Функционира преку така наречен корпоративен клауд или корпоративен облак. Што значи тоа? Кога ние влегуваме на Google, на Yahoo, на било кој од овие пребарувач или било каде, дали знаеме кај се наоѓа таа опрема? Не знаеме. Дали ни е потребно? Воопште не. Дали се наоѓа во Швајцарија, во Шведска, Америка, Кина, Македонија, воопшто не види. Нашата опрема се наоѓа овде во Македонија, корисниците преку некаков корпоративен клауд, како на Google, како на Yahoo, пристапуваат, дали се наоѓа за работи за ERP решение, DMS решение, CRM решение, пристапуваат преку својот компјутер, воопшто не знаат кај се наоѓа и си функционираат. Да, изгледа вака едноставно, ама позади тоа сепак треба да добро да се испланира, да се изреализира. Да споменеме и тоа дека покрај физичка локација во Скопје, уште една локација 100 км надвор од Скопје, кај што се наоѓа така наречен дизастер сайт. Во случај на не Боже катастрофа, поплава, пожар, земјотрес и така натаму во Скопје, во рок од 48 сати ние продолжуваме да функционираме up and running од
disaster site, до секундарната локација. Ако не може да се случи, не знам, некаква аварија, имаме уште 3 групи на ленти кои се чуваат на 3 различни локации, во огнеотпорни степови, кои држат 800 степени, 3 сати, така да можеме да ги вратиме сите податоци, бидејќи податоците се најважни. Ако се работи со опрема, се купува, ама податоците мора да ги чуваме. Само информативно, како тие матични податоци се одржуваат по служби, значи технички, книгоvodствен поглед, продажен поглед, набавен поглед, контрола на квалитет и така натаму. Сите тие погледи мора да ги ажурираме и тековно да ги одржуваме, да бидат чисти. Исто така, само информативно, ова е вкрстена матрица, каде што имаме 10 по 10, точно кој човек од која служба за кој тип на податоци е заложен. Кога ќе има отварање, си имаме постапка, треба да се ажурират, меѓу другото, вклучително и GS1 кодовите, се знае која служба, кои луѓе ги ажурираат. И последниот чекор, излез или испорака од магазин за готова роба. Нормално мора да има системи тука, како тоа на кој начин оди, кога се прима роба од производство, да влегува во карантин. Се додека контрола на квалитет не направи анализата и не рече дека е таа роба во ред, таа серија во ред, таа роба никој не ја гледа, таа е во карантин, не може нити да ја продава, нити ништо не може да прави. Значи таа е во карантин. Кога ќе се ослободи од карантин, тек тогаш може да се испорачува. Нормално во магазинот за готова роба имаме повеќе аскови активности, груповечено. Значи таа роба која е ослободена заедно, може да се прескладиштува, значи од една локација на друга, од еден магазин во друг. Може да се препакува. Значи ако имаме на памет зборува паднало или прокапе магазин или што ја знам, може да се препакува. Тук може да се врши и реагрегација, и ако е малку посложено, значи ако имаме 400 индивидуални пакувања во спирната кутија, веќе се уништени, ние тие две ги вадиме, се стават две нови, но бидејќи сте родител дете еднозначно поврзани, мора едно по едно тие две се селектираат, ова и ова, ги додаваме во таа кутија, а овие двете се за, на памет зборувам, за уништување. Така да сите овие постапки, дали е тоа поврат, дали е попис, дали така натаму мора да бидат покриени. Како ги покриваме? Со GS1 код, како го инак? Како го инак? Ако ние одиме по име и презиме, нема шанс. Во Скопје, Никола Димовски порано, мислам дека бевме едно 15 лица. Ако мојот дедо или мојот внук се вика исто така Никола и живееме на иста адреса, како ќе го идентификуваме? Тешко. GS1 код. Или ние велиме МБК, единствен матичен број. GS1 кодот е нешто налик тоа. Еве како изгледа само еден перк, две етикети, баркод етикети за Русија, драфт верзија. Значи едната е палетна етикета, а другата е збирна етикета. Значи збирно пакување некаква збирна кутија, која што добива етикета, еднозначна етикета, а на една палета такви збирни кутии на памет зборувам 25 има, така да на самата палета имаме другата етикета. Ајде уште еднаш да се преслушаме на крај. Ни треба или не ни треба еднозначно идентификување на компанијата. Ако продаваме овде во Македонија, ако продаваме во регионот или во светот. Ни треба, сакаме или не сакаме еднозначно означување на материјалот. Потребна ли ни е унифицираност? Не можеме ние да дел од материјалите не користиме GS1 кодови, а за дел да користиме. Тешко. Вреди ли инвестирањето? За дел од тоа инвестирање кај што е мастор, кај што имаме регулаторна или законска обрска, тamo нема дискусија, ама за дел. Треба да се преиспитаме. Она што ние сме го заклучиле, кај нас, уште пред 25 години, како прва членка на GS1 Македонија, секако. Одговорот на сите овие прашања е да. Се надевам, не траеше многу долго, повелите со прашања ако има. Ако нема, благодарам.